Беше тоа на 10 ноември 1889 година, кога Српското министерство за надворешни работи му дало одобрение на своето пратеништво во Цариград за печатење на останатите учебници на македонски јазик од серијата српски учебници наменети за училиштата во Македонија. Беше тоа на 10 ноември 1907 година, кога починал Лазар Маџаров, македонски револуционер. Учествува во Илинденското востание како војвода на чета од планината Странџа. По востанието ја раководи организацијата во Родопите и Западна Тракија. Загинал во битка со турците во селото Лаџакјој, Западна Тракија, со Петар Васков, Ѓорги Гешанов, Чанко Кабракранов и Јанаки Милков. Денес гробот на револуционерите се наоѓа во старото екзархиско гробиште во Лутрос. На 10 ноември 1931 година во Скопје е роден Тома Прошев, македонски композитор и еден од најплодните музички творци. Познати се неговите опери Пајажина, Малиот приц и Аретеи, како и многу други дела. Умре во Загреб на 12 септември 1996 година. На 10 ноември 1932 година за прв пат во Скопје е отворена цвеќарница. На 10 ноември 1942 година во село Владимирово Беровско е роден Михаил Левенски. Завршил медицински факултет во Скопје и специализирал невропсихијатрија. Преку трибините, радиото, телевизијата и печатот се докажа како неумерен хуманист и фанатичен поборник на вистината, правдата и човековото достоинство. Создаде и повеќе книжевни дела, радио и ТВ драми и сценарија за филмови. Починал на 28 септември 2010 година во Скопје. Беше тоа на 10 ноември 1944 година, кога во Прилеп било основано Сдруженијето на лековните уметници при што за прв претседател бил избран Никола Мартиновски. Беше тоа на 10 ноември 1946 година, кога во Сомбор е роден Драган Мутибарич, најголемото голманско име во фудбалскиот клуб Вардар. Во тимот на Вардар има брането на вкупно 461 надпревар, од кои 256 се првенствени средби и според бројот на настапите се наоѓа на четвртото место во богатата клубска историја. Беше и државен репрезентативец на Југославија. На 10 ноември 1968 година умре Јован Бошковски, македонски писател, книжевен и филмски критичар, преведувач и сценарист. Најпознати негови дела се Растрел, Бегалци, Блокада, Луѓе и птици, Солунските атентатори и други. Автор е на сценаријата за филмовите Солунските атентатори под исто небо, а се појавува и како соработник на сценаријата за филмовите Мементо и Републиката во пламен. Роден е во Скопје на 25 декември 1920 година. На 10 ноември 1994 година во Брисел е отворена светската изложба на пронајдоци, истражување и индустријски иновации Еурека 94, на која Македонија за прв пат беше самостојно представена. На изложбата учествуваа 32 земји со околу 1200 пронајдоци. Македонија беше представена преку Законот за заштита на индустријската сопственост. Беше тоа на 10 ноември 2006 година, кога почина Вера Ацева, македонска партизанка, борец во народно-ослободителната борба и народен херој на Југославија. Во август 1944 година учествуваа на првото заседание на АСНОМ, на кое е избрана во неговиот президиум. По ослободувањето, Ацева врши повеќе раководни функции. Во 1948 година била градоначалник на град Скопје. Во март 1949 година, при реконструкција на владата на Народна република Македонија, е избрана за министер за земјоделство. Во владата од 1951 година е избрана за министер-председател на Советот за народно здравје и социјални грижи. Била пратеник во повеќе свикувања на Собранието на Народна република Македонија и на Социјалистичка федеративна република Југославија.
Во 1991 година ја објавува својата книга Писмо до Светозар Вукмановиќ Темпо. За народен херој на Југославија прогласена е на 29 ноември 1953 година. Десети ноември е Светски младински ден и Светски ден на науката.